Драги гледачи, од денеска започнуваме со серија на интервјуа со кандидатите за градоначалника на општина Прилеп, кои што се поддржани од политичките партии, но и независните кандидати. Наш прв соговорник во оваа емисија е Дејан Продановски, актуелен пратеник, претседател на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и, како што кажавме, кандидат за градоначалник од оваа партија. Продановски, добре дојдовте пред себе во студиото на Инфокомпас. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Еве, ако сум прв, посакувам успешна работа, да имаме мирни избори, како што знаеме, како прилепчани да ги имаме и се надевам на добар изборен ден, како што е традиција овде во Прилеп. Токму така, сите граѓани посакуваме една фер, мирна кампања и нека победи на крајот најдобриот, оној кој што прилепчани и го посакуваат да им биде нивен градоначалник. Пред да започнеме со разговорот, би сакал да напоменам дека сакам овој дел, ова интервју да го поделиме некако во два дела. Еден дел за вашата програма која што ќе имате можност да ја представите и еден дел прашања за кои што сметам дека прилепчани заслужуваат да добијат некаков одговор. Ајде за почеток, зошто Дејан Продановски? Зошто јас кога ќе застанам на пултот би го заокружил вашето име? Кој ќе биде вашиот заштитен знак? Пример, пошто ќе се разликувате од претходниве кандидати, односно градоначалници што сме ги имале и кандидатите за градоначалници кои што се во моментов во трка. Добро, интересно прашање, ви благодарам што еве вака го почнуваме овој разговор. Да, Дејан Продановски, во моментов пратеник во Собранието на Република Македонија, но пред се и после се прилепчанец. Дејан Продановски затоа што ќе работиме ние, нема да биде јас. Го барам овој мандат од граѓаните за заедно да управуваме со оваа општина која што заслужува да биде многу повеќе од ова што денес е. Заслужува Прилеп да има многу посрекни лица по улиците, да заслужува Прилеп да ги има најдобрите плати за најдобрите работници кои што одсекогаш ги имаме, најдобрата индустрија како што сме ја имале одсекогаш, од формирањето, од кога има колективна меморија, затоа што прилепчани по својата специфика заслужуваат да бидат лидери во Македонија, како што тоа било и од минатото. Не случајно неколку пати повторувам зона од минатото, затоа што лична моја девиза е дека кога Прилеп имал капацитет и сила да ја формира оваа современа македонска држава после Втората светска војна, Прилеп кој што имал капацитет да застане и да биде во формирањето, односно лидер во формирањето на плуралистичкото општество и формирањето на оваа современа македонска држава после 1991 година, сметам дека Прилеп треба да се врати на пиедесталот на најуспешни и најквалитетни градови во Република Македонија. Една ваша оценка за Прилеп, моменталната состојба, не како кандидат за градоначалник, како прилепчанец, како човек што кажате што живее во Прилеп, фамилиарен, има 3 деца. Верувам дека како сите нас очекувате децата да останат тука, да живеат во Македонија, не да се гледаме преку социјалните мрежи, него конечно да ја стопираме таа бела чума или миграцијата. Каква е состојбата според вас во моментот во градот? Видете, совршено нема во нити една држава, во ниту еден град во светот за кој што еве има убедување дека се успешни градови, дека добро функционира и така натаму. Прилеп по својата специфика секој заслужува повеќе. Имаме добар функционален град со добри пространи улици, имаме град кој што е формиран врз основа на радикални чекори кои што се случувале во минатото, но Прилеп заслужува и уште поубав изглед од ова што денес го има. Како партија сметате дека ги исполнивте очекувањата на граѓаните во изминативе години на локално и на централно ниво? Па сметам дека последна година и пол, еве скоро сега со завршувањето на изборите завршува и 18-месечниот период на владење на ВМРО-ДПМНЕ на централната власт и сметам дека веќе разликите се видливи од она што претходно се случуваше во изминатите 7 години пред овие, значи ние може периодов од 8 години во Република Македонија да го поделиме на 7,5 години на година и пол. Сметам дека и во Прилеп можеше многу повеќе да се направи, но и тука би го поделил периодот од 2021 до 2024 и после 2024. Мислам дека не е ова само моја оценка и сега како политичар да ги давам овие изјави така лесно, туку навистина ова ми е впечаток и собрани информации од сите наши сограѓани, затоа што поинаку изгледаше градот до 2024, поинаку изгледа и денес. Гледате, веќе се раздвижува, има градежништво, се реконструираат улици, се случува нешто во градот. Овој град
мислам дека е желен нешто да му се случува. А ние заслужуваме како град, го зборувам ова често, во крајот на 50-тите, почетокот на 60-тите години сме изградиле 9-катница, што било незамисливо архитектонски во тој период. Средината на 70-тите години градиме 13-катницата. После тоа имаме некоја известна стагнација, значи не правиме нешто што е надвор, што е модернистичко, што излегува од тој триаголник на класичното домување, нешто. Прилеп треба да даде некоја нова современа понуда. Во минатото имаме такви случаи кај што сме давале понуда со фестивали кои што сме ги имале, биле од светски ранг, со посетители кои што сме ги имале. Прилеп обкружен со идеална убавина природна, обкружен со историски монументи кои што ги имаме. И сето ова треба да се заживее за да му се представиме на надворешниот свет и да ги донесеме сите кои што сакаат овие убавини да ги видат. Сметате ли дека има проблем кога еден градоначалник од една политичка партија на централната власт од друга? Убеден сум, не сметам. И до кога така ние како држава би функционирале? Па, мислам дека тој период заврши, затоа што после 2024 година и со формирањето на новата влада овие прилики се променети. Би направил само еден пример би ви дал и чисто да го слушнат граѓаните, го зборувам тоа често, најпластично така можем да ја представам работа. Ако во периодот од 2021 до 2023 година сите проекти на кои што учествуваа нашите образовни институции, училиштата, до Министерството за образование и наука, да беа прифатени проектите, еден вака ми остана како еклатантен пример. Основното училиште Рам Полевката поднесе проект за реконструкција на фасадата. Проектот од тогашното раководство на Министерството за образование и наука беше прифатен. И му беа додадени средства од 10.000 денари. Дали некој здраворазумен човек смета дека со 10.000 денари може да се промени фасада на училиште, еден огромен објект кој што само под покрив има околу 4.000 метри квадратни. За разлика на тоа, само во 12 месеци кон Прилеп за проекти се испратени скоро 12 милиони евра. И сето тоа бидејќи има различни политички партии едната во Прилеп, едната во Скопје. Но треба да напоменеме дека ВМРО ДПМН кога ја води оваа држава и кога е во кохабитација, свесни сме сите дека се спуштаат пари кон општини кои што не се раководени од кадри на ВМРО ДПМН. Ние мора да престанеме со тоа да ги делиме. Во Прилеп живеат граѓани кои што поддржуваат и една и друга политичка опција и трета политичка опција. Меѓутоа тоа не треба да биде казна за тие граѓани затоа што повеќе поддржале една опција, па во нивниот град ништо да не се случува заради тоа што се во кохабитација со централната власт. Напротив, ние подеднакво учествуваме, партиципираме и со плаќање на даноци, со нашиот живот, со нашиот придонес, со нашиот труд во формирањето, односно во креирањето на целокупните политики. Не може да биде една општина изземена затоа што незините граѓани повеќе поддршка дале кон одредена политичка опција. И тоа веќе не е како до сега, туку е навистина променета состојба и ви кажав се. И Прилеп доби, но добија и сите општини без разлика на политичката провиниенција која што имаат првите луѓе, односно градоначалниците на тие општини, односно представниците во советот на тие општини. Ајде да започнеме со вашата програма, но пред да ги представите капиталните проекти, колку вашата програма е направена врз база на тоа колку средства има во буџетот на општина Прилеп? Колку време се подготвуваше, кој се беше консултиран, колку е издржан? Затоа што во изминатите изборни циклуси си имавме изнаслушано од разни политички партии ветувања кои што искрено не беа реални во однос на тоа каква е состојбата во општината, па и да се реализираат. Видете, ова е реална програма која што се подпира на буџетот на општината, се подпира на буџетот на централната власт. И се подпира на она што сметаме дека може да го извлечиме. Од фондовите кои што стојат на располагање, од фондовите кои што се во надлежност на некое одредено министерство кои што ги нудат кон локалните самоуправи, нашиот приоритет би бил во следниот период да извлечеме што е можно повеќе средства кои би завршиле преку проекти во нашата општина. Сериозен акцент ќе ставиме и на невладиниот сектор, кој што со својата работа може сериозно да придонесе кон подобрување на квалитетот на живот, затоа што тие луѓе се изврзирани да работат и да бараат средства од сите оние кои што нудат помош финансиска за изработка на некои проекти во сите општини. Зборувам за амбасади, зборувам за невладини организации од светски ранг, кои што би можеле
да ги привлечеме со некој наш проект за да завршат средствата во Прилеп. И тоа ќе биде еден од главните акценти кои што треба да го правиме во следниот 4-годишен период и затоа бараме мандат. Затоа што подпирањето на основниот буџет на општина Прилеп, кој што е за жал најмал во околина овде, иако имаме развиено стопанство и тука се размислува на сериозна реконструкција и рекомпозиција на основниот буџет со кој што располага општина Прилеп и негово директно зголемување, односно ако нашите две поголеми соседни општини, едната има 3 пати, едната има 4 или 5 пати поголем основен буџет од општина Прилеп, навистина не дозволило за еден вака организиран и голем град. Како се доведовме до ситуација да имаме најмал буџет? Па, добро е, го знаете и одговорот на прашањето, буџетот се полни ако во градот нешто се случува, ако во градот нешто се гради, ако во градот се дава земјиште за изградба на нови капацитети, нови фабрики, ако се дава земјиштето, односно се даваат одобрение за градба за нови колективни, за нови индивидуални градби, ако се прибираат сите давачки кои што треба да ги платат и стопанствениците и граѓаните во буџетот на општината, ако ги рекомпонираме буџетите на јавните комунални предпријатија за да не дополнително не влијаат, односно не го трошат основниот буџет на општина Прилеп, тогаш ќе добиеме многу поразлична слика и на висината на средствата кои што се собираат во основниот буџет, меѓутоа и на средствата кои од стапката расходи би завршувале кон оние дејности за кои што сите имаме забелешки дека многу малку се поддржани од буџетот на локалната самоуправа, значи со една нова рекомпозиција, со зголемување на приходната страна на буџетот, а тоа можеме да го направиме, има слободни капацитети кои што можат да се вклучат во полнењето на приходната страна на буџетот, тоа би била една прва работа за која што би се зафатила локалната администрација и треба тоа да се сработи. Се работи во моментов, трае подолго на репроценка на имотите кои што ги имаме, не може еден имот кој што е проценет во 90-тите години да стои на истата проценка како тоа. Пазарните услови се далеку променети. Тоа можеби ќе значи индиректно удирање по џебот на граѓаните, меѓутоа па и вредноста на дадените објекти се зголемува со тоа како општина добиваме друга додадена вредност која што значи конкурирање на пазарите, на финансиските пазари, конкурирање како општина со поголем капитал и тоа оние кои што сакаат да инвестираат и тие се релевантни фактори на кои што се подпираат приносењето на тие одлуки дали да се инвестира во одредена општина или да не се инвестира. Значи имаме комплексна работа која што треба да ја завршиме, а имаме слободни капацитети кои што не ни се искористени. Имаме простори и делови од градов каде што земјиштето така стои не е искористено, а инвеститорите и стопанствениците се желни за што е можно побрзо реализација и отпуштање на тие простори каде што може да се направи нов капацитет, со тоа би добиле нови работни места, би добиле урбанизирање на самото место, значи еден посериозен и позабрзан тек по однос на оваа работа. А знаете каде што има градежништво, тука и сериозно се придвижува економијата како основен двигател на економските процеси на сите останати. Токму така последниве години 8 можам да кажам слободно напрасти се бројот издадените градежни дозволи. Имавме проблеми со тоа што ГУП-от не е на иста бранова должина со деталните урбанистички планови. Како ќе го решите тоа за да може легално да се почне да се издава, значи да нема никаков застој и проблем со тие градежни дозволи и да може да се развива економијата во градот? Започнавме еден процес на измена на текстуалниот дел на генералниот урбанистички план, кој е основен документ за се за целокупниот понатамошен развој на градот. Во завршна фаза Тој е истечен генералниот урбанистички план? Истечен е генералниот урбанистички план, но и многу општини работат и функционираат врз основа на истечени генерални планови, затоа што е комплексна работа, подоцна би побарал малку простор од вашето време за да го објаснам и тој дел, ако дозволите. Ако се направи брза измена на текстуалниот дел, за да не биде пречкане согласувањето на генералниот со деталните урбанистички планови, многу проекти, многу парцели би се ослободиле за понатамошен развој, односно за градба. Тоа би било прва фаза. И би функционирале се до донесувањето на новиот, кој што ни е предвиден во програмата и ќе се зафатиме сериозно, но треба да ги предупредам граѓаните дека изработка на нов генерален план на една општина, особено на ваква една голема општина, би траел некаде од
24 до 36 месеци во оптимална рамка. Еве да ја земеме на долгата, значи би го потрошиле мандатот во изработка на генералниот урбанистички план, но тоа ќе значи понатамошен на долг рок на 10 годишен период нов генерален урбанистички план кој што би бил направен по, да не велам желба, но по согласно барањата и на стопанството и на граѓаните, затоа што Но рековте би функционирал, значи би функционирал во издавањето. оваа фаза, затоа што оваа општина нема простор да чека уште 48 месеци за некои работи да се предвижат. Мораме ние од првиот ден после изборниот процес да почнеме сериозно да работиме, односно да издаваме, да ги пуштиме во емисија сите одобренија за градба за кои што стопанствениците чекаат долг период, немаат завршено детални урбанистички планови и така натаму. Се во некоја административна пречка за да се ослободи просторот да почне да се гради. Значи би функционирал овој генерален урбанистички план, не се коси со законите, се до изработка на новиот, а за новиот се надевам дека ќе успееме до крајот на мандатот да се донесе нов урбанистички план за понатаму идни структури, идни раководства на локалната самоуправа не бидат загрижени по однос на ова прашање и конечно да го затвориме. Но пред да пристапиме кон донесување на генерален урбанистички план и да се зафатиме со отварање на ова прашање и решавање конечно на ова прашање, разговарав со стручните луѓе од Техничкиот факултет во Битола, го заговаравме тоа и во овој актуелен мандат, да се изработи сообраќајна студија. Мислам дека најголемите проблеми кои што ги чувствуваат граѓаните на Прилеп во моментов се густината на сообраќајот и отежнатото движење по градските улици. Токму така улиците се конструирани во времето кога Прилеп имал далеку помалку возила, сега се околу 22 до 23.000 возила. Ако Исто така немаме ни соодветна велоинфраструктура. Токму така, изработката на сообраќајна студија би потрошила од 9 до 12 месеци оптимално, но со залагање, мислам, и со подобро функционирање и на локалната администрација и на сите институции кои што би биле вклучени во изработка на оваа сообраќајна студија, мислам дека 9 месеци е еден нормален период за кој што би ја завршиле таа сообраќајна студија, во неа би ги детектирале сите проблеми кои што се однесуваат на движење во градов, но истата би понудила и солуција како тие проблеми да се надминат. Значи, ова е документ кој што би требало да му претходи на генералниот урбанистички план и во оваа рамка и со ваков развој на градов би траела многу подолго од генералниот урбанистички план оваа сообраќајна студија, таа не е врзана со рок. Значи, добро е како град ќе биде сериозен чекор затоа што од кога постои градов не е таков проект изработен, таква студија, не се сондирани потребите на граѓаните, не се сондирани потребите за јавниот градски превоз, потребите за паркирање, потребите за движење со велосипед, потребите за движење до населените места кои што се во нашата општина, значи тоа би дало едно сериозно решение на сите проблеми кои што ги оптавуваат прилепчани. Ќе чини одредена сума, но мислам дека е незначителна во однос на она што би значило понатамошен развој и решавање на сите овие проблеми кои што претходно ги спомнав. Значи мораме да се движиме во некој ред. Редот е вака, мораме да го испочитуваме, да времето ќе поминува, но ако се зафатиме и она за што јас барам мандат од нашите сограѓани прилепчани, е дека оваа локална самоуправа, ако добиеме мандат од граѓанството, прво ќе бидат сите вклучени, а понатаму ќе се зафати со сите прашања кои што досега биле оставани на страна. Оти некако дојде како традиција во Прилеп, ова е проблем, овде има проблем, остави го. Со друга локација имаме проблем, остави. Овој ни е голем долгогодишен проблем, остави. Немаме време повеќе да ги оставаме проблемите и да само да се таложат. Мораме да се зафатиме сериозно и во костец со овие проблеми кои што се долгогодишни, немаме проблеми кои што ни траат по 30 на години овде во градот и заслужуваат истите да се пристапи. Јас нема да си земам за да бидам толку дрзок и да речем дека сите проблеми би биле решени во овој 4-годишен мандат за кој што бараме поддршка од граѓаните. Но ги убедувам сите прилепчани, сам сум пред се убеден, а ги сакам да ја пренесам мојата убеденост до сите граѓани на општина Прилеп дека ќе се зафатиме во решавање со сите проблеми. Нема да има проблем во кој што нема да навлеземе. Дали ќе најдеме соодветно решение и дали во мандатот кој што ќе ни го дадат граѓаните во тие 4 години ќе ги решиме проблемите, тоа останува да видиме, меѓутоа
ќе направиме сериозна заложба за сите тие проблеми да бидат отворени, ставени на маса и да видиме. Сега имаме и добра констелација во министерствата, во владата и предпоставувам дека посебен акцент и централната власт ќе стави на Прилеп. Доволно се развиени и Битола како општина и сериозни проекти влегоа сега со овие средства кои што ги додели државата, поприлично развиени на соседната општина Кавадарци, значи останува Прилеп како еден централен дел на Македонија, поинтензивно да се развива, за поинтензивен развој мораме да бараме сериозна поддршка и помош од централната власт и веќе гледате дека голем дел од тие големи проекти кои што беа најавени за општина Прилеп веќе се случуваат. За неколку години ќе имаме автопат Прилеп-Битола, што е исклучителна работа која што можеше да му се случи на Прилеп. Позитивно. Забрзување на движење на стоки и услуги кон јужниот сосед, затоа што најблиску од тука излегуваме надвор од државата и кон западниот и кон јужниот сосед. Понатаму во програмата на јавното претпријатие за државни патишта и ова најлошата делница убедливо во Македонија Беловодица до каменоломот Тројаци. Значи тука влегува во проекти и верувам дека каде што се двете ленти на превар. Дека нареднава година ќе видиме и таму сечење на лента, односно пуштање во употреба и на таа делница која што знаете во каква состојба е за жал. И со тоа да направиме уште поголемо забрзување на движењето кон Скопје. Во најава веќе се работи на студија за изработка на проект за тој долго најавуван пат кој што треба да се би одел преку превојот Дервен, со што би стасане многу побрзо до централна Македонија, односно до главниот град. Добро би било во овој мандат да видиме и изработка на проектот и обезбедување на средства за почеток на изградба, затоа што таму и тој крај од Македонија заслужува да биде развиен, да се поврзе со современа патна инфраструктура и со тоа би заокружиле Пелагонија да има пристап од повеќе точки. Ако тој пат се ветува со децении преку Плетвар, ова преку Дервен, има најава и има интерес во владава, затоа што и едно од главните барања од цело стопанство од Пелагонија е за да се изработи тој пат, затоа што сериозно би го скратил времето на движење до главниот град. Започнаваме некако со економијата, па и да продолжиме. Сигурно имате досега остварено средби со бизнис секторот, со регионалната стопанска комора, освен инфраструктурните проблеми, градежништвото, кои се нивните барања за да се забрза економскиот развој на општината? Генерално барањата на стопанствениците во градот се забрзан одговор на локалната администрација по однос на нивните барања. Од она што го слушнав, за волја на вистината, никој не бара да работи надвор од законот, затоа што сега на никого не му одговара да се работи надвор од законот, односно некој работи како што важеше во Прилеп, сум поприлично искрен на ова интервју, дека треба нешто да се случи, па да се заобиколи некој закон. Стопанството не бара тоа да се случи во градот, но бара да има сериозна динамика по однос на одговарање на нивните барања. Имаат средства. Тие барања се поврзани со локалната или со централната власт? Најчесто се со локалната, но како нова локална администрација ќе бидеме сериозно проактивни и за сите барања стоиме на располагање и ова го нудиме како концепт, без разлика дали се однесува за локални прашања и дали се однесува за прашања кои што се однесуваат на централната власт, дека локалната администрација, локалната самоуправа, извршната власт, односно градоначалникот, ќе им стојат на располагање на сите стопанственици, на сите граѓани кои што имаат било каков проблем. Значи ќе бидеме отворени 24 часа за решавање на проблемите кои што ги имаат, без разлика дали ги допираат локалните институции и локалната администрација или централните институции, администрацијата која што работи за нив. Без разлика на кое ниво и да биде. Значи нудиме проактивност, нудиме соработка, затоа што некогаш е важно некој наш стопанственик да пробие некој пазар, да добие некој одобрение, да добие некоја дозвола и тука ќе имаат сериозен партнер во локалната самоуправа. Една од економските гранки на која што се потпира Прилеп исто така земјоделството. Што може да се очекува на овој план, затоа што навистина големи средства, милиони евра, влегуваат во градот и околината токму преку овој сектор, особено тутунската индустрија. Токму така, гледате и последнава година дека навистина заживеа и таа гранка. Ова година сметам дека ќе имаме изголемени количини за откуп на она што значи прилепско злато.
која што е најдоходовната земјоделска индустријска култура, која што носи свежи средства надвор од државата, комплетно е за извоз, дел се користи за тутунската индустрија овде во држава, меѓутоа поголем дел заради својствата кои што ги поседува ориенталниот тутун кој што се произведува овде, оди надвор во извоз, а со тоа влечиме и сериозни средства кон државата, со тоа забрзано ја движиме економијата. Како локална самоуправа би нуделе и тука и во тој дел сериозна логистика и поддршка за сите земјоделци, затоа што имаме огромни средства на располагање кои што би третирале земјоделски површини, би третирале унапредување на земјоделието и секторот за локален економски развој ќе има доволно обучени луѓе и ќе се зафатат со таа проблематика за да дополнително им помагаат на земјоделците во остварување на нивните барања кон овие фондови кои што нудат помош за земјоделието. Со тоа индиректно како локална самоуправа го развиваме стопанството во нашиот град, во нашата општина. Имаме поприлично плодна почва, имаме поприлично сончеви денови кои што можат да бидат искористени и навистина е жално што делови од Пелагонија, посебно во склоп на нашата општина, стојат необработени, значи да работиме интензивно на развивање дополнително на земјоделието, иако не е во основните дејности, односно не е во задолженијата кои што ги има локалната самоуправа, но ако покажеме проактивност и ако им помагаме на земјоделието, тоа би вратило во локалната економија и би вратило во она што значи собирање на приход на приходната страна на буџетот на општина Прилеп и со тоа да има дополнително и од таа страна динамика која што би значила, ако има зголемен приход во буџетот на општина Прилеп, тоа значи и зголемен број на реализирани проекти кои што се однесуваат и на руралните, меѓутоа и на урбаните средини. И за волја на вистината, ја сакам да го искористам како прилика кај вас да го кажам дека ќе посветим особено внимание на оние, иако не сакам да го користам овој термин, но мора така да биде, односно така донесе ова современо живење, дека живите села особено внимание ќе посветиме онаму каде што има голем број на население, односно каде што има млади луѓе, да направиме и тие да се чувствуваат дека живеат во урбана средина, односно да му ги овозможиме сите услови во 21 век како што заслужуваат. Навистина е дегутантно да се зборува во 21 век за канализациони системи за асфалтирани улици, но состојбата е таа, буџетот е толку. Сметам дека сега со една дополнителна поддршка и од сите министерства кои што се надлежни за решавање на инфраструктурата, со поддршка и лобирање на нашите луѓе кои што директно партиципираат во владата, кои што се по потекло од Прилеп, со заеднички сили, со сите релевантни фактори кои што може да ги вклучиме да дадеме дополнителен забрзан развој на населените места, затоа што тука ни доаѓа производството на храна. Знаеме дека ова наше поднебие е навистина чисто поднебие со чисти води, каде што може да се произведе здрава храна за идните генерации, и за овие генерации полека да го намалуваме трендот на сериозни заболувања кои што важат дека се во голем дел зафатени прилепските граѓани, а со тоа индиректно со помагањето на овој сектор би влијале врз здравствената состојба, затоа што здрава нација значи и сериозен напредок на конјуктурата. Навистина Прилеп има многу адути за развој на економијата, како што кажавме. Еден од нив е земјоделството, но од друга страна можеби не е првата слика за Прилеп која што се добива, но Прилеп е најрударскиот град во Македонија, со најголем број издадени концесии, 34 мислам во моментов, иако територијата на општината е навистина голема, најголема во Македонија, сепак 34 концесии се навистина многу. Сега проблемот кој што произлегува тука е што годишно некаде според експертите, со ова се нивни ставови, околу 60 милиони евра се извезуваат неметали од Прилеп, а додека она што влегува како приход за општината од сите тие концесии е околу 300.000 евра, што е навистина премалку во однос на тоа што општината им го дава на тие инвеститори. Дали може да очекуваме промена на законот за рударство? Ова не е ингеренција на локалната самоуправа, но сепак ние како град би требало да се избориме. Како досегашен пратеник, односно уште актуелен пратеник, веќе се на разгледување и на јавна расправа законите и за рударство и за минерални суровини. Тие се два различни закони. И сметам дека со измените, со современување на тие закони, дека и општина Прилеп би имала и директен и индиректен бенефит од она што значиме како рударски град. Ако моето мислење се прашува, требаше ние да имаме град послан
со мермер, а не да имаме уште улици кои што не се асфалтирани, но законите до сега биле такви. Јас се радувам што оваа влада покажа чувство дека треба тука да се интервенира, односно да се променат законите кои што би биле во интерес и на инвеститорите, меѓутоа и во интерес и на локалната средина, меѓутоа и на целокупна на движењето на комплетната економија во држава, затоа што украсниот камер е навистина една значајна, вадењето на украсен камен е значајна гранка која што може сериозно да даде додадена вредност на развој на економијата. И сметам дека и како Прилепчани имаме па и најголемо право да бараме најголем удел од тоа што се вади најдобриот украсен камен од овде од нашата околина, да имаме белиот, односно сивецот мермер кој што е познат по својата белина, ги имаме гранитните камења кои што се распространети низ пределите во Мариово, ги имаме травертините и така натаму, сите можни украсни камења. Дополнително има закажано средба и со овие што се преработувачи на украсни камења, затоа што при скопите на мермерните блокови излегуваат и камења од типот корунт и рубин, кои што се скапоцени камења и не е регулиран нивниот статус. Мислам дека сега Министерството започна некаква иницијатива за брендирање на прилепскиот рубин. Има разговори со овие кои што се рударите, односно искупувачите, концесионерите на украсниот мермер, но и овие преработувачите, и се прави една општа јавна расправа како овој дел од рударството и односно ископот на минерални суровини да се регулира, односно да се стави на хартија, за да не ни се случува како се во држава наши производи, наши скапоцени камења кои што ни ги дала природата овде, да бидат представувани дека се од друга држава, да си го заштитиме она што си го имаме, како она што Господ ни го дал овде. Кога станува збор за рударството, дали територијава на општинава може да издржи повеќе концесии? Дали би се поставил одреден лимит? Затоа што тоа носи од една страна бенефити, но од друга страна и загадување на животната средина, загадување на воздухот од целата таа прашина што се крива околу градот, на изворите за вода. Како да се стави малку ред во однос на тоа да се работи по закон во рударството? Затоа што искрено ниту еден рудник не прави рекултивација на она што ќе го ископа. Јаловината стои како купишта камења околу рудниците, па дури и се затрупува околната шума околу нив. Наместо да се посадуваат нови дрвја, нови садници баш на таа јаловина. Добро, сум го разгледувал, иако не ми е стручно со ова прашање, сум разгледувал, сум се интересирал, затоа што е прво како граѓанин на Прилепа, понатаму е како носител на одредена јавна функција, претходно претседател на Совет, сега пратеник, како кандидат за градоначалник, разговарам со собствениците на тие концесии. Има простор за соработка, сега малку локално би почнал со темава, дека таа јаловина би можело да се договориме да се користи за намена во градот, за обезбедување на тампон за пристапни патишта, обезбедување на подлоги за изградба нови улици и така натаму. Има регулација во законот како тоа треба да се изведе, дали би било со донација, дали со купување на општината, меѓутоа и општинава сметам дека ако инвестира во набавување на дробалки за камен кои што би им помогнале и на концесионерите, меѓутоа и на општинава да се произведува тој материјал, за да не бараме, односно да не набавуваме, да не го плаќаме материјалот кој што го имаме во изобилие, односно јаловината која што е од мермерните комбинати. Со регулацијата, односно со донесувањето на новите закони, мислам дека и тука би се зафатили околу оној дел на кој што сите ни е важен, односно еколошкиот и здравата животна средина. Треба особено да внимаваме, затоа што ова природа сме ја затекнале, меѓутоа треба многу да внимаваме што во иднина им оставаме на идните генерации. По она што знам и со формирањето на новото Министерство за енергетика и за минерални суровини, за рударство, ќе се направи сериозен инспекторат кој што ќе внимава и на овие работи кои што ги спомнавте. Тука е Министерството за животна средина и просторно планирање да внимава. Имаме локален инспектор за животна средина кој што и тој дополнително би се вклучил согласно надлежностите кои што ги има. Значи да се грижиме поприлично. Ова не значи дека треба да ги плашиме концесионерите, меѓутоа треба да се држиме во рамка, како што рековте, на законот, да се почитуваат законските норми. И она што најмногу значеше и најмногу ја оптоваруваше и сообраќајната мрежа во градот, но придонесуваше за зголемување на PM10 частичките кои што во најголем дел се од прашина, а знаете дека мермерот произведува поприлично прашина
во средината. Прво, поинтензивно пошумување на деловите од градот, безкомпромисна борба со дивото сечење на белите дробови на градот на тој дел, на северот од градов, односно на североисточниот дел од градот, и најважно според мене, она што треба да го направиме е да го извлечеме товарниот сообраќај од надвор од градските улици. Дали би се правила таа обиколница од местото на Рудниците, каде што се концентриран до Плетвар? Имаше една идеја таква и таа ја зборувавме и беше ветена од владата, меѓутоа сега со објавите на овие проекти и со почнување на изработка на проектот се утврди дека би било исклучително тешко и многу скапо врзувањето на магистралниот пат Прилеп-Градско, на експресниот пат, затоа што треба да се денивелиран приклучок на клучката кај Оревец. Тоа би чинело многу пари. И сега во програмата ние би понудиле едно многу поевтино и многу поедноставно решение. Да се изработи обиколница Исток, која што би била во должина 2 км, е малку појужна, односно се најдува на источната страна од градов, би се движела некаде од местоста по Воденици и да излезе на познатиот мост Заполшки. Тука се предпоставува, односно согласно проектната документација за изградба на автопатот, би била клучка за вклучување на излезот на градот источна страна од Прилеп и вклучување со автопатот од коридорот 10 до Прилеп-Битола и уште еден приклучок кон експресниот пат Прилеп-Градско, односно Прилеп-Фариш. И тука да се, на тој кружен тек да се додаде уште еден крак, кој што би бил од обиколницата Исток, кој што би излегол тука. Така, од прилика линијата, во која ќе ја презентираме програмата пред нашите сограѓани, имаме направено дигитална симулација каде би се движела таа траса и би било брзо за изведба, нема експроприациони трошоци, би било само за доработка, односно до формирање на веќе постоечкиот пат кој што за волја на вистината и денес се користи од одреден број на транспортери кои што нашле тука најбрза траса. Таа е едната работа капитална која што ја нудиме до граѓанството и би била лесна за изведба, дури може да се заокружи со средства од основниот буџет, затоа што 2 километри процената вредност би чинила некаде околу 80 милиони евра, 80 милиони денари, кои што би биле средства овозможени од буџетот на општината, а понатаму планираме уште едно заобиколување, односно да имаме од источната, од јужната и од западната страна сега обиколница. Тука имаме поскап проект, би чинел некаде околу 14-15 милиони евра. Тука ќе бараме сериозна поддршка од Министерството за транспорт и од владата. И таа обиколница запад би движела од Лошата кривина кај млекарата кај силосите, би одела до улицата Леце Котески и од Леце Котески би излегла на клучката со улица Александар Македонски кај ова преработувачка индустрија фабриката Бинфуд и така да се поврзи за целиот дел на градот, да има да го извлечеме товарниот сообраќај надвор од градската инфраструктура, со тоа би намалиле на прекумерното користење на градските улици, а би намалили на текомните трошоци за одржување на сообраќајната инфраструктура во градот и скоро во централното градско подрачје. Знаете дека сериозно оштетување трпат улиците Васко Карангелевски, Мице Козар, Прилепски бранители, а особено улицата Егејска, која што нема нити профил за движење на товарен сообраќај, нити па е добро за здравјето на граѓаните кои што живеат на оваа улица. Значи да направиме едно обиколување на градот со ваква инфраструктура патна која што би значило извлекување на товарниот сообраќај и на комплетниот сообраќај кој што не е за да биде гостин, односно да дојде овде во градот и да има потреба за нешто во нашиот град. Во проектите од владата веќе е влезено улицата Орде Чопела, со тоа и на некој начин би заокружили и со таа северна страна. Знаете, заради марковите кули невозможно е да се изгради обиколница од северната страна на градот и заради тој интензивен развој кој што го имаше во последните години, па сме дојдени скоро во подножјето на марковите кули, нема просторни услови, нити па би било дозволено таму да се работи на патна инфраструктура заради тој историски објект. Кога сме кај него, разговаравме со надлежните институции, Национална установа Завод и музеј и Институтот за старословенска култура, да се илуминизира повторно марковите кули со современо осветлување, со лед осветлување и да се постави видеонадзор.
по однос на планирањето и на ветувањето кон граѓаните што го даваме за овој 4-годишен мандат, би стоело и ова, ги поврзувам некако работите, се надевам дека ќе ме прекинете кога времето ќе биде. Повеќе време посветивме на економијата, но сепак економијата, инфраструктурата се главните двигатели на развој и на едно општество и на една општина. Така да заслужува внимание. Еве кога го спомнавте туризмот како последен дел од таа економски развој на градот, тука се Марковите кули, искрено малку подзаборавен споменик на култура, каде што треба можеби и реконструкција и реставрација на самите тврдини, како што еве вие напоменавте, имате, значи дел од програмата е да се осветли во текот на ноќта, една атракција која што постоеше во минатото, а тука се исто така и манастирскиот туризам, фестивалскиот туризам, еве малку да го намалиме времето. Добро, значи по однос на инфраструктура само уште ова ако дозволите да се завршам мислата, ќе се обидам најкратко што можам. Покрај илуминација да се зафатиме и со веќе има од Министерството за внатрешни работи се работи на проектот за въведување на системот Безбеден град, но како општина и нема да ја не чини многу средства, направена е некоја заокружена финансиска конструкција од искуството од соседните општини, да го направиме ние сами како општина Прилеп Безбеден Прилеп. Односно, да ги воведеме системите за паметен град и за безбеден град, да ги интегрираме. Би се направила една контролна соба. Планираме да воведеме еден унифициран телефонски број за пријавување на сите проблеми кои што ги имат граѓаните од овие специјалните броеви, тоа лесно се овозможува, и да има еден контролен пункт каде што би бил покриен 24 часа со вработен, кој што би ги обсервирал тие камери кои што би биле поставени на почеток на сите влезови на градот, понатаму на секоја крстосница и на секоја јавна површина која би дало дополнително или засилено внимание и очи на градот да внимаваат на безбедноста, особено затоа што и тоа како прашање треба сериозно да се третира, а како кандидат за градоначалник особено ќе внимавам на безбедноста на градот затоа што редно време е Прилеп да отргнеме од рубриката Црна хроника во Македонија. Тоа е Колку време би се имплементирал тој систем на Safe City и на поставување на камери, колку би чинил? Па мислам дека со вака начелно со околу 200 камери во градот би чинило некаде околу 60 милиони денари, со се вклучување на таа централизирана соба за надзор во која што би биле линковски поврзани и полициската станица, и територијалната противпожарна единица, и итната медицинска помош, и центарот за управување со кризи, и дирекцијата за заштита и спасување, сите во еден центар да добива граѓанинот во секое време да може да интервенира на тој телефонски број. Понатаму тој број би се користел и за овие проблеми кои што беа како од порано еден проект што го имавме да се пријавуваат комуналните дефеци кои што ги имаме, дали е тоа со водоводната мрежа, дали е со канализационата, дали е проблем со уличното осветлување, и во тој систем да го интегрираме како паметен град и уличното осветлување. На почеток, она што можеме да го направиме и не треба многу средства, е да ги маркираме сите улични сијалици, да добијат свој број, да добијат своја адреса и тоа да се стави. Зборувавме со овие инженери кои што ги имаме во изобилие во градов, програмери, да се isprogramира, да се направи една дигитална мапа и понатаму со вградување на современи сијалици кои што ги имаат автоматско затемнување, ќе штедат на енергија и дури да имаат и сензори кои што би пријавувале дефект во моментот кога би се случил за брза интервенција, и сите овие работи да ги вратиме повторно во контрола на јавните предпријатија. Размислуваме за нова рекомпозиција на јавните предпријатија, да се формира дури или да се искористи постоечко предпријатие кое што не е во мирување, кое што би ги интегрирало сите овие работи, односно одржување зимско, одржување на улиците, тековно одржување, што значи санирање на ударни дупки, дури ако во овој мандат успееме со механизација да се опремиме, дури и изградба на нови улици, бидели во една следна понапредна фаза, понатаму одржување на уличното осветлување и одржување и поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација. Сите овие дејности се даваат кон оператори, гледате какви се услугите, дека не ги задоволуваат потребите на граѓаните и тоа да го вратиме во едно јавно предпријатие кое што би функционирало 24 часа на ден. И не треба многу средства, собравме искуства како тим од соседните општини дека
исклучително добро функционира и тие средства би останале и би се користеле за унапредување и за развој на сите овие гранки кои што ги спомнав. Значи, имаме еден комплексен план, имаме сериозна агенда која што би сакале заедно со помош на граѓаните, со помош на сите релевантни чинители овде во општината да ги завршиме, затоа што ова е неопходно стана. И мораме полека, односно од првиот ден, да штедиме сериозно, да ги намалиме тековните расходи кои што се многу големи во моментов, за да имаме повеќе средства за капитални расходи. Размислуваме во иднина и за сите објекти кои што се во сопственост на општина Прилеп. Прво да се изработи еден нов попис, да се попишат сите објекти, да се направи проценка на нивната состојба и онаму каде што дозволуваат условите, да се дадат на користење на оние кои што би биле потенцијално заинтересирани да ги користат, да стварно имаме значителни и убави објекти кои што се во сопственост на општината, а како општина се покажа во овие 35 години дека сме лош стопан и мора и во тој начин да размислуваме проактивно, односно да ги дадеме на користење. Со тоа добиваме две работи. Прво, одредена сума на средства која што би завршувала за закупнини во локалниот буџет и понатаму задржување на состојбата, односно на генерално на објектите. Кои се тие објекти, например? Па овие општествените домови што биле градени 50-тите, 60-тите години ги имаме во цела територија на Македонија. Во секое населено место има и сите се оставени на забот на времето. Ако се дадат тие на користење, може да се најде разна примера на тие објекти, од старски домови, од детски градинки, од комерцијални објекти, било што и да се користат тие објекти затоа што некои наши предци инвестирале и трошеле од средствата за да ги изградат тие објекти. И ние сега не се грижиме за тие објекти. Мора да се грижиме за тие објекти. Ако им дадеме на некои корисници, тие прво што ќе направат, прво партерно би го уредиле просторот околу тоа, би заличиле населените места, би заличиле деловите од градот кај што се најдуваат тие, ако му се даде комерцијална намена, ќе се користат од нашите сограѓани, ако му се даде намена општествена, односно ако бидат старски домови, детски градинки, училишта приватни и така натаму. Значи безброј идеи може и безброј примери може да се најде. Знам дека стопанството бара магацински простор, можат и за магацински простор да се користат. Потребна е браунфилд инвестиција, односно санирање на тие објекти да се дадат на намена. Тоа би го презел како врска инвеститорот кој што би дошол, односно закупопримачот. Ги спомнавте јавните предпријатија, оформувањето на ново јавно предпријатие кое што ќе се грижи за некои услуги за кои што сега се распишуваат тендери, па паѓаат, па се удовлекува целиот тој процес со месеци и така натаму. Ги напоменавте кои се за постоечките јавни предпријатија. Не само во Прилеп, во цела Македонија проблемот е што се наоѓаат во една незавидна состојба. Како да се реши? Дали имате како е вашата визија за да се надминат проблемите во јавните предпријатија? Во моментов дел од нив функционираат колку да поминат плата за вработените, за инвестиции не станува ниту збор. Сметам дека има решение на овој проблем. Морам да кажам дека не се само прилепските јавни комунални предпријатија во ваква состојба каква што се, со лоша финансиска ликвидност, дека се работи за токму како што кажавте, на прва фаза е да се собере плата за вработените кои што се таму. Иако важи дека се превработени, јас би го кажал само следниот факт, дека ако во 2021 година јавните комунални предпријатија, еден пример ако дозволите, јавното комунално предпријатие Комуналецот Прилеп имал 420 вработени, во моментов има 360 вработени. Значи, не е заради превработеноста, туку заради негрижата на централната власт во моментот кога предпријатијата се соочуваат со енергетската криза. Тогаш се натоложија проблемите и сега тие проблеми треба да се решаваат. Не бегам од решавање на проблемите. Прво што можам да најавам е дека ќе се направи прво сериозна рекомпозиција на тие предпријатија, ќе се направи сериозна реконструкција на менаџерските тимови на тие предпријатија и мора полека, како што реков, и за општинскиот буџет и јавните комунални предпријатија да внимаваат на тековните расходи, да не бидат тековните расходи поголеми од капиталните инвестиции во предпријатијата, да се осовременуваат, а имаме капацитети за тоа и конечно мислам дека Прилеп треба и покрај сите перипети што ги имавме да добиеме едно механизирано возило за чистење на улиците кое што би дало само друга слика за нашиот град, дека Прилеп оди кон современиот свет. А тие возила не се скапи, а досега општината потроши, односно јавните и комунални предпријатија потрошија пари и не ги видовме никогаш на улиците.
Бидејќи одзедовме голем дел од времето на овие теми, во интерес на времето, затоа што ова нема да биде ваше сигурно прво и последно интервју, ќе имаме можност во кампањата да разговараме и за други проекти. Кратко само да одговориме во однос на спортот, образованието, културата. Трите клучни гранки за кои што сметам и сум убеден дека треба да има посериозен развој, посериозна експанзија. За сите три работи за кои што ме прашувате имаме сериозен план како во иднина. Еве немаме спортска сала. Зошто се уште се чекаше со отворањето примерно универзална, а се ветуваше дека за неколку месеци ќе биде отворена? Да, имаше заинтересиран инвеститор локален од градов кој што сакаше да инвестира, меѓутоа настаните во Кочани малку го развлекоја текот. Ви спомнав и на почетокот на ова интервју дека како локална самоуправа ќе се зафатиме со решавање на долгогодишните проблеми кои што ги имаме како општина. Тука е универзална сала, тука е сала Македонија, тука е спортски комплекс, базен, тука е Вештачкото езеро, тука е игралиштето Металец кое што е за поставени. Партизан салата. Салата Партизан, пинг-понгарската сала и така натаму. Сите генерално спортски објекти, игралиштето отворено кај работничкиот универзитет, самиот работнички универзитет, значи повеќе објекти кои што се во склоп на овој град кои што треба да значат храмови на спортот, храмови на образованието и така натаму се ставени на завод на времето. И ова е во делот на почетокот што ви спомнав дека ова има проблем, остави го. Ке се зафатиме со решавање и имам разговарано заради функцијата која што извршувам со министерот за спорт, има добра волја и има предлог решение како овие прашања да бидат затворени, односно овие објекти да бидат ставени во функција и верувам дека во периодов би ги ставиле сите, односно во овој мандат би ги ставиле сите во функција, односно на користење на граѓанството. Да се реконструираат, да се стават во употреба затоа што Прилеп заслужува да има спортски храмови. Победа, еден бренд кој што навистина постои реална опасност да го изгубиме, се градил со децении. Токму така, отворено прашање и како локална самоуправа сериозно од првиот ден ќе се зафатиме во решавање на проблемите кои што ги има фудбалскиот клуб Победа, иако како локална самоуправа немаме директни ингеренции затоа што тоа е акционерско друштво, си има акционери, но како логистичка поддршка и како проактивен чинител во општеството, локалната самоуправа ќе реагира, односно ќе разговара со раководството моментално на Победа, кои се нивните планови и понатаму да ги охрабриме сите стопанственици да се вратат како спонзори на овој фудбалски клуб, затоа што не е само акционерско друштво кое што се третира како спортски клуб, туку е навистина символ на градот. И мораме да се вратиме, имаме спортски објект кој што е во изворедна функција. Разговаравме и имаме ветување дека и таму ќе се поработи и на инфраструктурата на градскиот стадион со помош на фудбалската федерација, но ајде зова по завршувањето на изборите, а сериозно зафаќање со решавање на сите проблеми, понатаму развој на оние спортови за кои што сме имале сериозни екипи и учествувале во надпреварувањата дури и во бившата држава, сега не постојат на мапата на спортски клубови. Реконструкција на буџетот, рекомпозиција за дополнителна финансиска помош кон сите овие клубови и заживување на сите школи кои што произведуваат кадри, директна и индиректна помош од локалната самоуправа за да полека да подкреваме свеста и во кампањата планираме различно движење, односно не само како досега класични кампањи, туку и она што би го имале во иднина како настани, би ги направиле сега во текот на овој 20-дневен период за додека трае кампањата, за да на граѓаните им представиме дека имаме и капацитет и имаме желба да ги организираме тие настани традиционално, односно подигање правење на фестивал на спортот, во кој што би учествувале сите спортски клубови, сите школи, да се види дека градов има вариетети на спорти, на сите спортови кои што можете да замислите, има дури бадминтон, имаме стрелаштво, значи спортови кои што се исклучително ретки, а ги имаме се застапени, значи мора да ги популаризираме и да правиме чекор кон нивен развој, затоа што на индивидуалните спортови очекуваме од индивидуалните спортови поголеми успеси. Во однос на останатите фестивали кои што ги имавме, дали ќе се стави поголем акцент да се врати стариот сеј? Карневалот Почка, пиво фестивалот, градската слава, па и формирање на нови такви манифестации кои што ќе привлечат туристи. Би најавил
само за еден нов кој што планираме да се вика Итарпео, да се одржува на местото кај чешмата од Итарпео, да го вратиме малку хуморот, да го вратиме ведриот друг на Прилепчани. Духот на старата чаршија. Прилеп важи за град на Мајтапо, а ние некако стануваме се потажни и потажни. Еден чекор кој што би можеле за поткревање на расположението на нашите сограѓани, понатаму сериозно зафаќање со сите досегашни фестивали кои што ги имаме, со директна помош, меѓутоа и со логистичка помош и барање на помош од надвор со други фондови за да тие да добијат некој нов концепт, некоја нова живост која што би донесло и повеќе туристи, но би била и различен начин на забавување на Прилепчани, затоа што еден од проблемите се среќаваме со млади луѓе, со повозрасни луѓе, тоа што немаме содржина, немаме понуда. Зборувавме со раководството на Домот на културата и со министерот за култура. Постои можност сериозна за да се донесе нова современа опрема во киното и Прилеп конечно да добие кино кое што и би направиле календар на културни настани да секој знае, например, среда и петок би имало кино, четврток и сабота би имало театар, за да се може да се планира, да има предвидливост на настаните. Во петок традиционално имаме изложби кои што се организираат, значи да имаме една културна мапа на градов и културен календар за во секој период. Планираме цело летен фестивал на отворено на амфитеатарот во Варош, во кој што би учествувале како ова што беше досега организирано од нула до култура, значи со минимални средства, ами имаше дух. Се организира, секој четврток имаше по некој концерт. Еве се и Варош како, да речем, предок на Прилеп, да го заживееме тоа култно место. Зборувавме таму за културните споменици кои што ги има Варош, за заживување на туризмот, обезбедување на пристапни патишта за развивање дополнително на манастирскиот туризам. Предвидовме во програмата изградба на патот до селото Никодим, затоа што огромна група на туристи од Романија, каде што се просветлил нашиот светец Свети Никодим, сакаат да го посетат манастирот Света Богородица таму, да се направи инфраструктура која што би донела туристи, а тие туристи значат потрошување на некои средства овде во градов, а со тоа задвижување на локалната економија, значи мора да внимаваме и на туризмот во градот. Тоа и го отворивте како прашање, искористи приликата се да кажам дека имаме сериозен план и за развој на туризмот, понатаму би ги стимулирале, односно би дале локации настапанственици да изградат сместувачки капацитети, затоа што е жалосно Прилеп да нема доволен број на легла за да прифати поголем број на туристи, а во најава еви како што знаете имаме фестивали кои што би донеле зголемен број на туристи во градот, треба да му возможиме и акомодација, односно да имаат каде да престојуваат, да го вратиме духо сите овие фестивали кои што ги спомнавте ако билес од меѓународен карактер, да се потрудиме, може би не во првата година, меѓутоа во годините кои што доаѓаат да го вратат сејато, односно да ги донесиме па на пиедесталот да си бидат меѓународни фестивали, како што и почнале, односно се развивале кон таму, нови концепти за сите, може би нови локации, но за тоа за секој еден чекор, ова сакам да го спомнам на овој интервју, дека за секој еден чекор кој што би го презел градот, ќе има сериозна консултација со јавноста. Нема да преземаме чекори кои што го допираат поголем број од граѓанството, а да не повараме мислење. И еве за крај, сите овие проекти да ги направиме, доколку немаме млади, се би било џабе. Каква е вашата визија младите да се задржат во Прилеп? Конечно да бидат вклучени во креирањето на локалните политики, да се слушне нивниот глас и како што сами кажавте, пред преземање на секој чекор, да бидат консултирани, затоа што тие се иднината и на државата и на општината. Направивме обид, се конституира младинскиот совет како што е согласно законите за млади, меѓутоа немаше простор за тој да дојде до израз во носењето на одлуките, два изборни циклуси не поклопија во периодот кога се формира и сметам дека тој младински активизам треба да го вратиме. Би побарал помош и би соработувал тесно со невладините организации кои што генерираат, односно кои што ја разработуваат проблематиката на млади, да му дадеме на младите понуда за да ги задржиме овде. Што значи тоа? Културна, образовна, инфраструктурна понуда за да се чувствуваат исто како во европските земји, понатаму да го развиеме пазарот на трудот. Имам најави дека владата веќе сериозно размислува за пуштање пак на тие бизнис ангели, односно привлекување на нови странски инвестиции. Имаме технолошка индустријска развојна зона на која што постои простор за отворање на нови фабрики. Рековме дека ќе работиме сериозно на емисија на
земјиште кое што би можело да се користи за стопанска намена, односно за изградба на нови погони, Ако имаме добра понуда, ако имаме добро платена работна сила, а од друга страна продукција на работна сила согласно барањата на стопанството, и тука би врзале еден заеднички сад кој што значи побарувачка и понуда на пазарот на труд, односно да ги пренасочиме нашите училишта кон произведување на кадри онакви какви што му се потребни на стопанството. И во истиот момент да имаме кадар кој што бил спремен за да влезе во процесот на работа, односно и во текот на образованието да се зголеми бројот на денови на практична настава, да соработуваме тесно со стопанство за тие деца да ги обучуваат, да ги креираат додека се образуваат, да станат подготвена работна снага која што би била вклучена во работниот процес понатаму. Значи, ако дадеме една сериозна и добра понуда, во тоа барам поддршка повторно од сите, од цело граѓанство, значи сите чинители, сите граѓани можеме да помогнеме. Особено и важно што сметам дека треба да биде спомнато на ова интервју е дека како општина ќе влеземе директно во поддршка на занаетчиството, односно на малите претпријатија, на микро и малите претпријатија, особено на занаетчиството, затоа што ние во изумирање. Разговаравме со регионалната занаетчиска комора, разговаравме со занаетчиската комора на Република Македонија, значи има примери од општини кај што сериозно општината повлијаела да се вратат занаетите во функција, односно да се едуцираат млади луѓе, да се представи дека и тоа е еден сериозен начин на заработување, односно начин на живот кој што би го хранел семејството на некој начин. И значи од сите сфери полека да додаваме за да на тој начин ги задржиме младите. Друг од овој поедноставен начин, јас лично ја познавам, би побарал помош некој, ако има некој предлог, слободно стојам на располагање да даде предлог како виднија да ги задржиме што е можно повеќе младите овде, а гледам дека сега и трендот се движи во таа насока. Дополнително за мене како човек неголема обврска е да си ги задржам своите деца во градов и затоа сите на сите треба да ни биде мисијата како генерација која што живееме, сме современици на ова време, да направиме што е можно повеќе за да на некој начин се запишеме во историјата, односно да кажеме во иднина на поставено прашање на нашите внуци што вие во тој период направите, дека ако ништо друго, барем сериозно сме се обидувале да ги поправиме некои текови кои што ги имаме во градов. Може би нема да направиме голем исчекор во однос на овие современи текови кои што се односно на миграцијата, но да создадеме услови за младиот човек да се чувствува природно во средината во која што живее, да има сериозна понуда од сите сфери на општественото живење, за да размислува да остане овде. Понатаму ги ова по однос на младите, дека општина Прилеп ќе изработи 3 типски проекти и ќе започнеме со изработка на инфраструктурата на селбата Градина, за која што има изработен детален урбанистички план, и општината да ги субвенционира тие 3 проекти на секој инвеститор кој што би градел нова куќа. Тоа го поврзувам и со оваа програма која што има владата за изгради куќа, сега нов модел. Општината да дава проект, затоа што и тој чини сериозна сума на средства, да ги субвенционира сите инвеститори согласно оваа програма, владата да дава добра поддршка во кредитната линија во стартната основа, за да и тој дел од градот го задвижиме во урбанен дел да се претвори. Таму планираме и да направиме еден нов парк од 14.000 метри квадратни. Има локација која што е слободна, е во сопственост на општина Прилеп, и тука еден и на тој дел од градот да понудиме таква локација која што би значила рекреација и поминување на слободното време на нашите сограѓани. Планираме да направиме и еден поголем. До сега немам слушнато дека во Македонија би се зафатил некој со изградба на толку голем таков рекреативно забавен парк околу вештачката акумулација во Волково на 30.000 квадрати. Има парцела која што може да се пренамени, односно да добие намена за зеленило и паркови, да се изгради парк. Имаме од овие досега што разговаравме со стопанствениците, се спремни да ни помогнат во купувањето на садници кои што би биле поголеми, да не треба да чекаме 10-15 години за тоа да ја добие формата која што е планирана, да се направи забавен дел за деца, да се направи лавиринт од жива ограда, значи да има содржини и надворот и
денеска, ако сакате неделното попладне некаде го помините, освен могилата на непобедените, нема друга локација која што градов ја нуди за да се помине. Сериозна реконструкција на објектите кои што се изградени на Вештачкото езеро, до оформување на тие објекти, односно знаете дека треба до изградба на подпорни зидови за да земјата не слизга на игралиштето, да се заживее тој простор, да се стави видеонадзор таму, да не се уништува тоа е супер простор за рекреација. Понатаму размислуваме да општината набави пловни средства, некои кои што би значеле развој на водните спортови. Гледате дека и деновиве, односно преку цело лето ние имаме чиста вода во Вештачкото езеро, која што може да се користи и за рекреација и за водни спортови, да се означи до каде може пливачи да го користат езерото. Имаме чисто дно на езерото, нема гранки, нема нечистотија долу, значи можеме и во тој дел на градот и понатаму би барале поддршка, тоа стои во програмата од фондови кои што би инвестирале да се заокружи тој дел како што беше планирано со тие европски пари во минатото кој што се правиш 2018-2019, да се направи трим патека и велосипедска патека за да биде едно сериозно место за рекреација и поминување на слободното време и да имаме малце диверзитет во понудата на и тоа е како содржина која што му фали и на младите луѓе, меѓутоа и на сите. И на крајот на денот, ја сакам да го кажам во ваше интервју дека разговаравме со надлежните институции и постои сериозна можност конструкцијата од металец да стане едно катче за градов, огромна површина, немаме затворен трговски центар во иднина, би работеле на решавање на имотно-правните односи, односно со одлука на владата тој објект да се даде на користење, односно да се продаде за да се направи еден затворен, супермодерен трговски центар кој што Прилепчани мислам дека го заслужуваат. Господине Продановски, ви благодарам за ова интервју. Како што кажав, нема да биде прво ни последно, ќе поразговараме и за другите проекти. Драги гледачи, ние се гледаме во наредната емисија Инфорегион со другите кандидати за градоначалник на општина Прилеп.